Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои информативната редакција ги одбра за денес ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте не. Нови трансформации на работните места во болницата Јасеново. До крајот на годинава се очекуваат 2 нови инвестиции кои ќе отворат најмалку 500 работни места. По металната индустрија Брако се отвара прашањето дали Киро Ќучук ќе биде следната успешна стечајна приказна. Над 10.000 лица досега се вработиле преку проектот Македонија вработува. Овие мерки се спроведуваат со единствена цел да се намали невработеноста во државата, потенцираше вице-премиерот Пешевски. Преку 8 сајами за вработување кои во земјава ги организираше Агенцијата за вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика, досега директно се вработија 800 лица. Проектот пак Македонија вработува отвори повеќе од 10.000 работни места. Овие мерки се реализираат со цел намалување на невработеноста во државата, вели Владимир Пешевски, вице-премиер за економски прашања. Владата на Република Македонија останува, се разбира, фокусирана на подобрување на економската слика, на создавање на нови работни места, на зголемен економски раст, на сето она што значи зголемување на животниот стандард на граѓаните. Владата го промовира и новиот оперативен план за вработување за 2016 година. Во кој што се предвидени над 27 мерки и обуки и вкупно 710 милиони денари за реализација на овие мерки кои што ќе одат директно кај приватните компании кои што се насочени за поголема помош и поддршка на невработените лица да се стекнат со дополнителни вештини, да се обучат, меѓутоа исто така и да се субвенционираат конкретно работни места. Спасов истакна дека во оперативниот план за идната година предвиден е посебен дел за лицата со инвалидност во висина од 250 милиони денари. Од нив 50 милиони се за самовработување на лица со инвалидност, а останатите 200 милиони денари за субвенционирање на работни места за овие лица. Трансформација на работниот однос во болницата Јасеново добија 6 лица. Од волонтери и по договор на дело, денес нивниот статус е вработен на неопределено време, потенцираше директорот на болницата Гоце Бузалков. 6 лица добија трансформација на работниот однос во болницата Јасеново. Наместо волонтери и по договор на дело, денес нивниот статус е вработен на неопределено време. Комплетирање на тимот за работа во болницата е многу важно, вели доктор Бузалков, бидејќи тимската работа е предуслов за успешна работа. Примевме 6 во трансформација од вработени за договор на дело или волонтери во редовен работен однос и сега на 1 декември тој процес на трансформација, како што вети нели владата на Република Македонија, го продолживме и вработиме уште 6 нови наши привремено вработени кои што беа до денес, сега се веќе редовно вработени, тие се уште нови 6 и не остануваат уште 2 нови кои што треба да ги примиме во следната година 2016 во септември, со тоа го заокружуваме процесот на примање и формирање на екипата која што треба во иднина да работи. Се повеќе задоволни пациенти не само од Велес, туку и од Вардарскиот регион. Оваа болница ја прави водечка во Македонија кога станува збор за лекување на белодробните заболувања. Она што го предпоставивме дека ќе се случи, дека ќе има зголемен број на пациенти кои што ќе доаѓаат од соседните градови, Велес нели да не го спомнуваме, се исполни, така да бројот на амбулантските прегледи околу 6000 прегледи. Работиме само 5 доктори, навистина го исполнивме. Исто така околу 1150 на болнички лекувани пациенти. Болницата Јасеново е една од здравствените установи која во изминатите неколку години со поддршка на владата беше целосно реконструирана и модернизирана. Покрај задоволните пациенти, она што посебно ги прави горди вработените во оваа здравствена институција е 9-ноемвриската плакета за која доктор Бузалков вели дека е дополнителен стимул за посветено работење.
Две нови инвестиции до крајот на оваа година кои ќе отворат најмалку 500 работни места, најави премиерот Никола Груевски. Тој додаде дека во текот на овој месец можно е да се официализира влез на уште една глобална американска компанија. Премиерот Никола Груевски денеска најави две нови странски инвестиции кои ќе се реализираат до крајот на овој месец. Со овие инвестиции се очекува да се отворат најмалку 500 работни места. Capcom ја отвара својата фабрика наскоро. Тоа е компанија која што е во делот на автомобилската индустрија. Тие се речиси готови, значи тоа е американска глобална компанија во делот на автомобилската индустрија. Тие се речиси готови и многу брзо почнуваат со работа, со производство во делови на автомобилска индустрија. И втората е всушност втората фабрика на италијанската Техновозе, 4 пати поголема од првата, која што исто така е во самиот финиш, односно веќе започнаа некој пробно тест производство и наскоро ќе дојде до отворање на оваа нова фабрика. Овие две фабрики ќе вработат најмалку 500 луѓе. Премиерот Груевски се осврна и на трите инвестиции кои беа официализирани минатата недела. Првата беше Монтанте Груп, која што го потпиша договорот и во јануари ја почнува градбата на својата фабрика за шински за амортизери на шински возила. Втората беше Гентер од Америка, која што веќе го постави камен темелникот и ја тера градбата на својата нова фабрика во Прилеп, во која што ќе вработат околу 2000 луѓе и ќе се произведуваат грејачи за различни грејачи за автомобили. И третата беше фабриката за ориз во Кочани, многу потребна за тој крај, многу значајна за тој крај, која што стратешки ќе ги зајакне капацитетите на сите оние кои што на овој или оној начин се занимаваат со производство на ориз во Кочанскиот регион. Во текот на овој месец, додава премиерот, можно е да се официализира и влез на уште една глобална американска компанија која дополнително би вработила уште 500 лица. Според статистичките мерења на IBM, Македонија е земја број 1 во светот во креирање на работни места за 2014 година. Со новото мерење се очекува да бидеме повторно на врвот на скалата, вели директорот на Агенцијата за вработување на Македонија Владко Поповски. Република Македонија според IBM, меѓународната организација која што прави мерење, статистички мерења, не прогласи за 2014 за број 1 држава во светот кој што во креирање на слободни работни места, значи на работни места. Со тоа што ние продолживме во 2015, мислам дека со новото мерење повторно ќе бидеме на врвот на скалата и ние ќе бидеме многу повисоко секој втор што е после нас, бидејќи позитивната клима што направи Република Македонија преку сите оние предземени чекори, од делот на инвестирање во патишта, во делот на промоција на Република Македонија како бизнес дестинација, како држава во која што има квалитетна работна сила и која што може да се употреби за потребите на големите корпорации кои што имаат потреба од производство, си го дава своето, но нормално тука си и активните мерки и програми кои што ги започнавме далечната 2007 година, кои низ периодот на овие 8 години ги модифициравме, ги дополнувавме, ги правевме да бидат што е можно подостапни до оние што вистински им требаат и да ги намалиме малоризациите останува на некои лица на најниско, нулта ниво. Ние предизвикавме да UNDP не прогласи како водечка држава во примена на активни мерки и програми за намалување на невработеноста и да се користат нашите искуства не само во регионот, туку и пошироко надвор од регионот на Република Македонија, односно Балканскиот регион. Се подобрува инфраструктурниот изглед на општина Демиркапија. Инвестициите влијаат во нудење поволни услови за привлекување на нови инвеститори и отворање работни места. Општина Демиркапија за следната година предвидува капитални проекти во градежниот сектор, односно реконструкција и обнова на повеќе локални патишта. Според градоначалникот Трајче Димитриев, во оваа мала општина постојано се работи за урбанизација на средината. Според него, целта е во Демиркапија да не постои ниту една неасфалтирана улица. Реконструкција на улица Радњанска во должина од 924 метри во вредност од 11 милиона денари, со средства обезбедени од Меѓународната банка за обнова и развој преку Министерството за финансии.
Реконструкција на улица Линденска и Питу Гули со вкупна должина од 825 метри во вредност од 11,5 милиона денари, со средства обезбедени од Меѓународната банка за обнова и развој преку Министерството за финансии. Реконструкција на дел од локалниот пат до село Клисура во должина од 1280 метри во вредност од 9 милиона денара, со средства обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој и буџетот на општина Меркапија. Инвестициите во општината се од големо значење за придвижување пред се на економската активност. Во делот на вработувањата, а во следниот период, приватни инвеститори ќе отворат работни места во областа на угостителството, како и во неколку нови производствени погони за храна, пластика, но и огрев и биогаз. Изградбата на автопатот Демир-Капија Смоквица, чија изградба е предвидена да заврши до крајот на следната година, дополнително ги подобрува условите кои општината ги нуди за привлекување на нови инвеститори и отворање работни места. Ние во општината се трудиме да создаваме поволни услови за инвеститорите со цел да се зголеми нивниот број и со тоа да се обезбеди работа за сите. Да не дозволиме младите кои одат на студии и во други градови и во странство таму и да останат. Да не дозволиме условите за живот да бидат причина за иселување на нашите ќерки, синови и внуци. Да создадеме услови за подобра иднина на нашите идни поколенија. Неодамна локалната самоуправа најави изградба на нов плоштад за кој веќе има обезбедено средства, а ќе допринесе центарот на Демир-Капија да добие комплетно нов лик. Исто така, со модернизација и поставување на LED светилки ќе се реши и проблемот со уличното осветлување во општината. По отпочнувањето на ремонтот во фабриката Киро Ќучук се поставува прашањето дали оваа фабрика ќе биде втората успешна стечајна приказна во Велес. Директорот Тоше Кочов потенцираше дека 70% од вработените ќе бидат лица кои претходно работеле тука. Ќе биде ли Киро Ќучук втората успешна стечајна приказна во Велес? Ова е прашањето кое се погласно си го поставуваат велешани, откако се обелодени од почнувањето на ремонтот во оваа фабрика. За некогашните вработени во овој керамички гигант, надежта за повторно враќање во фабричките хали ја подгреве изјавата на директорот Кочов, кој во изјава за медиумите вели 70% од вработените ќе бидат лица кои веќе работеле тука. Во фабриката моментално е започнат ремонтот на постоечките машини. Имаме негде околу 30 на вработени во моментот, како ќе имаме потреба во текот на ремонтот, така ќе се зголемува бројката се до самото пуштање, рестартирање на фабриката. Ако се оди според планот со традиционалната велешка тула, градежниците ќе може да градат веќе од февруари наредната година. Новиот собственик фирмата Eurobrick Company вели дека ќе се следат потребите на пазарот, но се она што досега се произведувало во фабриката, ќе се произведува и во иднина. Асортиманот ќе се менја спрема потребите на пазарот. На градежни материјали? На градежни материјали, да. Претежно со блокови, тули. Економистите сметаат дека Киро Ќучук може многу лесно да ја доживее судбината на металната индустрија Брако, која после стечајот прерасна во една од водечките фабрики во Велес, но и Македонија. Крводарителите што имаат дарувано крв најмалку 10 пати ќе добијат електронски потврди. Со оваа мерка секој крводарител автоматски ќе биде внесен во регистарот, со што се олеснува начинот на добивање на здравствените услуги, но и се намалува и гужвата пред шалтерите. Се олеснува начинот на здравствените услуги за крводарителите. Сите што имаат донирано крв најмалку 10 пати ќе добијат електронски потврди. Ова е уште еден проект на владата и Фондот за здравствено осигурување, каде за цел си има олеснување за осигурениците и кратење на бирократските процедури. Електронски потврди за крводарители е проект на владата на Република Македонија кој Фондот за здравствено осигурување го реализира за да обезбеди олеснување на осигурениците крводарители кои во својот живот дарувале крв најмалку 10 пати, со што се стекнале со статус на
Крводарители со тоа, согласно програма на влада, имаат право на ослободување од плаќање на партиципација за користење на здравствени услуги. Крводарителите ја поздравуваат мерката. Според нив, на овој начин ќе немаат потреба повеќе да ја приложуваат потребната документација која имаат до сега, а со тоа значително ќе се намали и гужвата пред шалтерите. Со новиот електронски систем, секој крводарител автоматски ќе биде внесен во регистерот на крводарители и сите здравствени установи преку порталот на Фондот за здравствено осигурување ќе можат да видат дали осигуреното лице е крводарител. Друштвото на писатели од Велес вчера вечер во локалната библиотека одржа поетско читање во чест на Кочо Рацин. Настанот е во рамки на проектот Велес град на културата за 2015-та. Поетска вечер во чест на големиот Кочо Рацин одржа Друштвото на писатели од Велес, кое го носи неговото име, во медиотеката на локалната библиотека Гоце Делчев. Овој настан е во рамки на проектот Велес град на културата за 2015 година, а посветен на месец декември и поетот. Во декември е роден Кочо Рацин, а на 25 ноември започна да се печати стихозбирката Бели мугри. Овој месец декември, во чест негова, ќе организираме неколку манифестации. Од минатата година почнавме да го чествуваме месец декември како празник месец во чест на Коста Солев Рацин. Минатата година ни беа гости од Друштво на поети на Македонија. Организиравме поетско читање овде во локалната библиотека. Целта на ваквите средби е да се збогати културното живење во градот и да им се даде простор на поетите, вели директорот на библиотеката Гоце Делчев Игор Крајчев. Да им се даде простор на поетите, на оние кои што пишуваат, кои што творат, да го искажат својот поетски збор, својата поетска мисла, да ја поделат со присутните, да ја поделат со оние за кои што творат пред се за читателите. Ова е можност да им се даде простор и на помладите, надежни и талентирани поети да се представат пред читателската публика. Отворен ден во Центарот за обука на пилоти. Расте извозот од технолошко-индустријските развојни зони. Очекувањата се да бидат надминати проекциите кои беа зададени на почетокот на годината. Извозот од технолошко-индустријските зони расте, а се очекува да ги надмине и проекциите кои беа предвидени на почетокот на оваа година. Виктор Мизо, директорот на ТИРС, во интервју за Македонската радиотелевизија, изјави дека отворена е можноста овој месец да заврши со дополнителни над 100 милиони евра, при што годината ќе се заокружи со бројка од помалку од 1,5 милијарди евра извоз за целата година, што е значително повеќе од претходната, кога извозот изнесуваше 1 милијарда и 170 милиони евра. Тој, зборувајќи за компаниите кои во изминатиот период ги реализираа своите инвестиции во Македонија, истакна дека неколку нови компании веќе имаа донесено интерни одлуки за инвестирање во нашата земја и постои можност наскоро да бидат официјално објавени. За разлика од порано, кога компаниите ги лоцираа своите производствени погони во главниот град, сега сме сведоци дека поголем број компании се позиционираат во внатрешноста, вели Мизо. Центарот за обука на пилоти денеска на отворен ден ги презентираше своите капацитети и реализираше обука на авионите Злин и хеликоптерите Бел 206. На отворениот ден присуствуваше и министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски, кој упати повик до сите заинтересирани млади лица до 27 години да се пријават на отворениот конкурс за пилоти. Во своето обраќање Јолевски потенцираше дека овој центар е заеднички проект со израелската компанија Елбит и еден од најквалитетните во светски рамки од ваков тип. Што се однесува до конкурсот, селекцијата на пријавените кандидати ќе се изврши објективно според прикажаните способности од страна на кандидатите. Обуката трае 1,5 година, а кандидатите немаат никакви финансиски трошоци, истакна министерот. Исламска држава и се заканува на Русија преку Тајланд. Ирак бара од Турција да ги повлече своите војници од нивна територија. Вестите од светот во продолжение.
Тајландските власти го зголемија нивото на безбедност откако добиле информации од руските контраразузнавачи за пристигнување на најмалку 10 сирици, борци на Исламска држава на нивна територија. Се претпоставува дека главна мета на терористичките напади би биле познатите туристички локалитети, каде за новогодишните празници треба да допатува голем број руски државјани. За сериозноста на ситуацијата потврди и главниот инспектор на малезиската полиција, со што им препорача на малезијците кои планираат да патуваат во Тајланд да бидат внимателни или да ги откажат аранжманите. Оно од што најмногу стравуваат тајландските власти е дека во рамките на така наречената руска кампања, дел од муслиманското население во државата ќе им се приклучи на терористите од Исламската држава. Инаку руските контраразузнавачи ја следат комуникацијата на Исламска држава по започнувањето на руските воздушни напади врз целите во Сирија. Ирак бара од Турција да ги повлече своите војници кои беа испратени во околината на Мосул за да помогнат во обучувањето на силите на ирачките курди. Ирачкиот премиер во своето соопштение вели дека ова решение следи откако е утврдено дека турските војници го прекршиле суверенитетот на Ирак. Поради тоа се бара од Турција да ги почитува добрососедските односи и веднаш да ги повлече своите војници од ирачката територија. Инаку токму паѓањето на градот Мосул, кој е втор по големина во Ирак, се смета клучен момент за подемот на Исламската држава. Најавуваната офанзива на ирачката армија за повторно преземање на градот беше неколку пати одложувана. Скопските ривали Работнички и Вардар одиграа нерешено. Во недела во спортската сала Гемиџи ГРК Борец против РК Пролет 62. Домашен спорт. Вардар освои само еден бод во соседското дерби со Работнички кој денеска се одигра во Велес по ремето 1:1 во 17-тото коло во првата лига во која црвено-црните сега имаат 40 бода, 5 повеќе со меч повеќе од првиот конкурент Шкендија. Пораното водство преку Петар Петковски во завршницата од мечот Работнички имаше 2 пенали за комплетен пресврт. Томе Пачовски во 90-та минута одбрани пенал и го спаси Вардар од пораз, носејќи му 1 бод од денешниот меч. Тежок натпревар, две квалитетни екипи, резултатот е регуларен. Можеме да загубиме на крајот доколку Работнички го искористише пеналот, али што е тоа, останува уште една утакмица, се сконцентрираме таа и мораме да ја поведиме таа последниот натпревар во оваа година. Овие 2 недели се собра нонстоп, среда недела да се игра, доста утакмица, али кога излезеш на терен нема замор, треба да играш, треба да даваш максимум. Тоа не го видов денеска во второто полувреме. Резултатот на денешната средба беше отворен по нецели 10 минути игра кога Вардар поведе со 1:0. Најмладиот поединец во редовите на Вардар Петар Петковски беше одлично уфрлен во противничкиот шестоаголник и откако веште ја избегна поставената офсайд замка, рутински го матираше на мукинот Шишковски. Ферплей, одличен надпревар и неизвестна игра до самиот крај, вака го оцени надпреварот голманот на Вардарци Томе Пачовски. Добро, тежок надпревар игравме во грач второ полувреме, иако имавме првото полувреме водство и неколку шанси, сепак на крај мораме да бидеме задоволни со нерешениот резултат. Игравме против квалитетна екипа и на крај задоволни сме со нерешениот резултат. Со овој освоен бод Вардар и натаму останува лидер на првенствената табела со 40 освоени поени на своето конто. Уште еден надпревар викендов по неколкуте гостувања на градскиот ракометен клуб Борец овој викенд со надпревар на домашен терен. Во недела во спортската сала Гемиџи со почеток во 19 часот љубителите на ракометот ќе имаат можност да го проследат надпреварот помеѓу екипите на ГРК Борец и РК Пролет 62. По серија од 3 порази во Лигата на шампионите, Вардар се врати во победничко издание. Во 10-тиот надпревар од групната фаза во Лигата на шампионите, последен пред зимската пауза во елитното европско надпреварување, македонскиот шампион Војане Сандански го победи Колдинг со убедливи 10 гола разлика и резултатот 34:24.
Грешките ги сведоа на минимум и уште по првото полувреме ја осигураа победата остварувајќи 10 гола разлика или 18:8. Колдинг беше немоќен пред расположените вардарци, па се чини во текот на целиот надпревар не најдоа начин да ја скротат одбраната, но и нападот на црвено-црните. По 4 погодоци за Вардар постигнаа Матјаш Брумен, Алем Тоскик, Лука Циндрик и Тимур Дибиров. Уште едно одлично издание на голот на Вардар имаше Арпад Штербик со 15 одбрани, од кои 12 ги запиша во првиот дел. Нападот на Колдинг го предводеше Бос Пелерберг со 6 погодоци. По ова коло следува двомесечна пауза во Лигата на шампионите поради репрезентативните подготовки и настапите на Европското првенство во Полска. Надпреварите од групната фаза во Лигата на шампионите продолжуваат во февруари. Следниот меч Вардар ќе го игра на 11 февруари кога му гостува на Некар Левен во Германија. Нови НБА надпревари. Атланта пресилна за Лейкерси. Рено се враќа во Формула 1. Меѓународен спорт. Неверојатниот Леброн Джеймс оваа сезона дефинитивно нема вистински соиграч кој заедно со него би го изнел товарот на Квинланд. Синоќа Леброн запиша 37 поени, но ниту тие не беа доволни да се обезбеди победа против Нью Орлеанс, кој во продолжението славеше со 114:108. На тие 37 поени недобриот играч на планетава имаше 7 скока и 8 асистенции, но на спротивната страна беше Ентони Дејвис кој постигна 31 поени, дури 12 скока. Лейкерси предводени од заморениот великан Коби Брајанс со 14 поени не може против Атланта која славеше со 100:87. Главен играч на Атланта беше Ал Холфорд со 16 поени, додека на спротивната страна Луис Вилијамс запиша 18 поени. Одлична пресметка имаше во Вашингтон, каде домаќинот го надигра Феникс и ја запиша 8-та победа во сезонава. Исклучително расположен кај домашните беше Бредли Бил со 34 поени, при тоа со 5 тројки од 8 обиди. На сето тоа дополни 9 скока и 5 асистенци. Од другата страна одличен беше Ерик Бледсо со 22 поени и 7 асистенци. Джеймс Харден пак со 25 поени го реши Далас, кој освен Дерон Вилијамс немаше вистински одговор на теренот. Дирк Новицки беше солиден со 16 поени, 10 скока, но со многу промашувања од игра. Американската скијачка Линдзи Вон го освои првото место на спустот што се одржа во Лейк Луис. Таа ја заврши трката со време од 1 минута, 50 секунди и 50 стотинки, стигнувајќи до првиот успех во оваа сезона од светскиот куп. Тоа е 34-та победа за Линдзи Вон во спуст во незината кариера. На втората позиција се пласира австријката Корнелија Хутер, додека на третото место на пиедесталот застана незината сонародничка Рамона Сибенхофер. На машкиот спуст во Бивер Крик најбрз беше Алекс Лунд Свиндал, која мина патеката за време од 1 минута, 42 секунди и 34 стотинки. Неговиот сонародник Кјетил Јансруд заврши на второто место, додека трет беше французинот Гилјермо Фајет. Рено наредната сезона се враќа во шампионатот на Формула 1 во конкуренција на конструктори. Автомобилскиот гигант, кој во тандем со Red Bull 5 години доминираше во Формула 1, ќе го преземе тимот на Лотус. Рено низ историјата има освоено 4 шампионски титули во Формула 1, 2 со Бенетон му донесе Михаел Шумахер во 1994 и годината подоцна, а другите два Фернандо Алонсо во 2005 и 2006 година. Договорот помеѓу Red Bull и Рено требаше да важи и за наредната надпреварувачка сезона, но на барање на Red Bull тој заврши летово. Првите неколку месеци Рено ќе се работува со тимот на Лотус за полесно да го помине периодот на превземање. Новиот договор со Формула 1 и Рено важи до 2024 година, а наредната сезона возачката постава ќе сочинуваат Пастор Малдонадо и Џулијан Палмер, кој сезонава беше тест возач на Лотус. Шеф на тимот би требало да биде Фредерик Вазер.
Времето денеска претежно облачно со максимална температура од 15 степени. Еве какво време не очекува утре. Ова беше се за денес. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно.